Благите зими кои се присутни во последните години придонесоа за помасовна појава на разновидните влекачи, кои се јавуваат насекаде, дури се приближуваат до урбаните средини. Ова укажува на потребата на поголема предпазливост кога се излегува во природа, бидејќи многу од овие змии се и отровници и можат да завршат ковно за оние кои евентуално биле каснати од нив. Каснувањата од змии се јавуваат често во летните месеци, да речеме, кога температурата повисока и кога луѓето слободно се движат. Значи на поле, еве спомнавме и дека во нашиот крај, значи може да се јават територии места кај што има змии. Значи треба веднаш пациентот да се јави на лекар и ние правиме проценка према клиничката слика. Дали се јавува од некоја змија која не е отровница или пак се јавува укасување од отровна змија, при што треба веднаш да се реагира со давање на змијски противотров и ред на други постапки кои ги применуваме во лекувањето. Противотровот е лек кој е тешко може да се набави, значи не може да се купи. Купе обично го има во здравствените установи и си бара специјално чување на ниска температура. Сега е период кога почват да излегуваат разновидни влекачи, скурпи и крлежи, како и други видови на паразити кои чекаат погоден момент да се прикачат на луѓето или животните кои се околу нив. Меѓу нив има и разни мутанти, како што е примерот со оваа змија фатена вчера во Лакавичко. Во стручната литература во која се опишани најотровните змии во Македонија, не можевме да детерминираме, затоа ја останува препораката за крајна внимателност кога се оди во природа, бидејќи тревата е висока. Во регионот оваа појава е доста раширена, најчесто на зелените површини, кои не се чисти и не се прскани со инсектициди, представуваат можност за размножување и пренесување на доста болести.